За прв пат, граѓаните ќе избираат локална власт со отпечаток на прст, односно со воведување на уредот за биометриска идентификација на гласачите во постапката на гласање. Според председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски, ова значи унапредување на постапката за гласање на изборите во целост и обезбедување на еднаквост на гласачите. За идентификација на гласачите, отпечатоците се споредуваат со референтни отпечатоци од нивните документи за идентификација, што овозможува гласачот да биде со сигурност проверен и потврден како носител на идентитетот. Државната изборна комисија донесе и упатство за начинот и утврдување на идентитетот на гласачот. Во ДИК веќе се пристигнати потребните фингер апарати и тие за прв пат во функција ќе бидат ставени на 17 октомври, откако сите членови на избирачките одбори претходно се обучуваа како истите да ги користат. Обуките се започнати од 27 септември и траат заклучно со 12 октомври. И се однесуваат за сите членови, заменици членови, како и за председателите и замениците председатели на избирачките одбори, и таму на тие обуки се презентира и начинот на работа на апаратот за биометриското гласање. Дополнително следува уште една обука, но овој пат за председателите на одборите. Во овие обуки, значи е вклучена обуката и за фингерпринтот. Наредната недела ќе се закажени веќе обуки специјални само за председатели, заменици председатели за фингерпринт. Со цел информирање на сите заинтересирани за тоа како ќе се одвива изборниот процес со користење на уредите за биометриска идентификација на гласачи со отпечаток од прст, кои прв пат ќе се применуваат на предстојните локални избори, Државната изборна комисија денеска организираше симулација на постапката на гласање и презентација на уредите.